Здраво и добре дојде на денешната подкаст епизода во која што ќе зборуваме, односно дел од серијалот како од 30 на 20-30.000 евра на годишно ниво да дојдеш до заработка од 100 и повеќе илјада евра, но не еднаш годишно, значи не оваа година па понатаму повторно да се враќаш назад, туку како константно да биде 100 и плюс нагоре добивка. Повторно ќе кажам добивка, а не промет. Промет е многу поедноставно да направиш, зборуваме за добивка. За кого е наменет овој подкаст серијал? За компании или предприемачи, собственици ориентирани кон услужни бизнеси, како стоматолози, архитекти, како програмери, графички дизајн, ментори, тренери, коучи, консултанти и останато, нели? Супер! Денешната тема е кои се најчесто мислите кои што не саботираат и што е тоа што не спречува да растеме понатаму. Ако го следиш овој серијал, данас зборувавме за целна група, скалабилна понуда, зборувавме за системи, зборувавме за промена на идентитет, зборувавме за стратегија, за маркетинг стратегија, за развојна стратегија, зборувавме за куп работи кои што се важни, нели? Организацијска структура, секако и системи и останато. Но поентата е супер што кажа Александар, супер е што тоа ти го слушаше се ова до сега, но ако сме искрени, и јас и ти, зборувам и се обраќам на оние луѓе кои што го следат овој серијал од самиот почеток, многу едноставно ќе забележиш дека скоро и да не си направил никаква промена, односно нешто да имплементираш од ова што до сега зборувавме. Сигурен сум и тоа луѓето постојано ми даваат фидбек, ми праќаат мејлови, дека ги гледале епизодите, дека им се одлични и дека им се допаѓаат. Има и такви кои што велат, Александар, исто како да зборуваш за мене. Има и такви кои што викаат као да ме гледаш од страна, некој ќе рече буквално као да си ме слушал. Затоа што буквално работам веќе неколку години онлайн менторство, инаку повеќе од 10 години веќе консалтинг, што значи секојдневно сум со предприемачи, а мојата задача да воведам промени, а токму воведувањето на промените е еден од најголемите предизвици на секој еден човек, па и предприемач. Значи, најголемиот предизвик на секој еден човек, па и предприемач е воведување на промени. Значи, ние сите би сакале подобри резултати, но доколку нешто да можеме ништо да не менуваме, некако самите да се сменат работиве, но знаеме и самите дека тоа е невозможно. Но едно е јасно, се во природата расте, се развива, нели, и изумира. Исто така секако и дека се раѓа, нели? Идентично и во нашиот бизнис, се раѓа како идеја, расте, се развива и изумира. Што е разликата помеѓу бизнисот и природата? Е буквално, односно природата, кога ќе кажам, мислам на човекот, на суштествата, така, што ние сме ограничено време на оваа планета, да кажем, нели? Не знаеме уште колку имаме денови, месеци, години живот. Што се однесува до компаниите, тоа значи дека можат да не надживеат, односно да го надживее и собственикот, но не затоа што некоја компанија е заебана, не затоа што некој предприемач е супер успешен, не заради тоа што некој супер човек има не знам какви таленти, токму поради иновација и постојано имплементирање на промени. Што значи, успешните компании, успешните челни луѓе знаат дека промените се вечни и им е јасно дека оној момент кога престанале да воведуваат промени и иновации, дека всушност токму тоа е моментот кога нивниот бизнис почнува да умира, без разлика колку години тој постои, без разлика колку имаш задоволни клиенти, вработени ко кафе, бројот на тимот и небитно, оној момент, што ме мирно, што ме сега како што треба, истиот тој момент почнува фирмата да оди назад. Сега, што се случува? Сите ние имаме горна граница. И Гај Хендрикс, фантастичен професор од Универзитетот Хардвард, инаку предава и Стенфорд и каде и не, има фантастична една книга која ще ти ја препорачувам, Upper Limit или горна граница се вика, каде што на фантастичен начин овој економист, инаку по професија, го објаснува човекот како сите ние имаме горна граница и удираме
во таа горна граница. За да ти биде појасно, сега ќе ти ги нацртам овие. Па еве како изгледа. Кога ние ќе се родиме, полека учиме, стекнуваме нови вештини. Нели, како да јадеме, како да зборуваме, учиме предмети, значи, нели, учиме што е всушност живот на некој начин. Кога ќе дојдеме прво оделение, во прво оделение ние сме изгубени, најмалото човече во училиштето. Не знаеме ништо, но продолжуваме со детски игри. Првачиња, вторачиња се уште се однесуваат и кон себе, и кон околината на начин како игра. Наставникот, учителката, учителот ги доживуваат како дел од нивната игра. Се уште не се сериозни и тоа е сосема во ред, но како од ова прво оделение оди нагоре кон, да кажеме, еве, сега 6-то, инаку порано беше 5-то оделение, работите се менуваат. Некој помеѓу не учи што треба, како треба да се однесуваме, што е добро, што е лошо, што треба, што не треба. Почнуваме да зрееме и да речеме на некој начин, ги сваќаме, нели, реалноста ја доживуваме на еден друг начин. Кога ќе дојдеме до 3-4 оделение, се чувствуваме како најголемата личност, нели? На првачињата како гледаме, деца, топарва, они уште не знаат да пишуваат, нели? Еве, моите деца се токму тука помеѓу, па често знаат да кажат, тие се мали, така, супер. Кога ќе дојдеме 6-то оделение, овие правила кои што биле овде и овде, во 6-то оделение веќе не важат. Од една учителка, сега имаме куп наставници. Овде била една, овде се 11. Секој со свој табиет, секој со свој начин, нели, работите се менуваат. Какво чувство има дете на ова возраст, кој е 6-то оделение и ќе влезе во септември во училиште? Стрес, неприродно, ја нема учителката, ја нема таа блискост, дојди еден промин, предај, дојди друг, дај задача, некои тестови, некои чуда, значи стрес. Што размислува детето у 6-то оделение? Како ќе изгледа мојот живот кога јас ќе бидам, да речеме, 9-то оделение, нели? Кога ќе пораснам, нели, а 9-тачињата, како ги викаат 6-тачињата, почетници, смотани, големи, мали, нели, сите се делат и си имаат свој речник, но факт е дека овој период, навамо додека растеме, ова дете и вложува голем напор додека ги научи табиетите на наставниците, тестови има, се менува неговиот живот, значи вложува дополнителен напор, а има паралелно несигурност. Сега истото ова дете во 9-то оделение, кога ќе дојде прва година средно, повторно се чувствува идентично. Изгубен, нејасно, нова средина, нови луѓе, повторно стрес. Што сонува ова дете? Кога ќе бидам 4-та година? Нели? Супер. Кога ќе дојде 4-та година, повторно овде се чувствува најдобар, најважен, супер, овие другиве наваму за него се деца, но секако дека и тука има промени, натаму вработување, бизнис, мажечки, женачки. Значи, ако забележа, цел живот ние растеме, се чувствуваме безгрижно и почнуваме да имаме одредени правила. Се чувствуваме дека не ги сваќаме тие правила, нервоза, фрустрација, стрес, страв, неприфатеност. Штом ги надминеме оваа бариера овде, повторно нашиот раст, така, нашиот раст има одредена граница, повторно се чувствуваме стрес, страв, непријатност, изгубен, но што значи ова? Дека секогаш кога се чувствуваме под стрес, кога имаме страв, кога ни е непријатно, всушност на тој начин ние растеме. Што е проблемот со сите нас? Што ние сакаме да растеме, ама никогаш да не се чувствуваме непријатно, изгубено, да немаме јасни планирања, да немаме јасни ограничувања, значи се да ни биде познато, да тераме само да си играме, а некако животов да расте. И тебе и мене ни е јасно дека ова е невозможно. Што сакам да кажам? Дека секој еден од нас, на идентичен ваков начин,
има своја граница во која што удира и кога ќе удриме во плафонот во оваа горна граница, ако ние не воведуваме промени, за жал, цел живот остануваме во оваа граница. Оваа граница, рековме прво оделение, може да значи, оваа граница може да значи 30.000 евра годишна добивка. Оваа граница може да значи 100.000 евра годишна добивка. Оваа граница може да значи 10 вработени. Оваа горна граница може да значи 100 вработени. Оваа граница 1 милион евра годишна добивка. Значи, се доколку ние не ги совладаме промените потребни за да се искачиме овде, кога ќе ги совладаме, повторно да направиме хаос промени за да дојдеме до овде, повторно да создадеме хаос и промени додека не дојдеме до овде. Што знакам да ти каже чичкот и Александар? Дека ако сакаш да растеш и се развиваш, дека нон-стоп мораш и ти и твојот тим да правите промени. Ако рековме минатиот пат, ако го следиш овој подкаст серијал од самиот почеток, од серијал 1, зборувавме дека се што е потребно за 30.000 евра годишна добивка е една понуда, една целна група, еден идеален клиент, еден начин на извршување. Крај. Нула филозофија. Што помалку и побрзо се фокусираш, толку побрзо ќе станеш до 30.000 евра. Ако одиш во ширина, ти сакаш по овие правила да играш, таму е ширината, а сакаш да заработиш 100.000 евра, а си уште на самиот почеток. Значи, не можеш да ги рипаш овие правила и ти да станеш да работиш 2-3 часа неделно, да заработиш 1.000.000 евра и тимот се да знаеш што треба, како треба да работи. Тоа се учи у второ оделение. А ти не сакаш да идеш у второ оделение, а сакаш резултат од 5-то. Малку не е ли глупо? Кога зборувавме сега за 100.000 евра годишна добивка, рековме една, но скалабилна понуда и ти објаснив што значи скалабилност. Ако ти овде не си креирал една топ понуда, како ќе креираш скалабилна понуда? Изгубен си. Ова е причината зошто луѓето со кои што соработуваат со мене преку мастерменд програмите или бизнис темел буквално добиваат брзи резултати. Оти ја знам дека сите сакаат побрзо, поквалитетно, повеќе сега. Секој еден човек кога ќе го прашаш кога сакаш нов автомобил, денес, за 5 години или за 10 години, што би одговорил? Сега одма. Кога ќе ги прашам луѓето кога сакаш нов стан, денес, по 5 години или по 20 години, што луѓето креваат рака велат? Сега. Кога сакаш заштеда 100.000 милион евра, сега, по 50 години или по 100 години? Сите сакаат сега. Значи сите ние сакаме сега. Повеќе клиенти, поголем бизнис, повеќе заработка, патување од соништата, не знам, автомобил од соништата. Значи сите резултати ги сакаме сега, а кога ние би се промениле? После 20 години, а? Значи сакаш нешто за од 20 години, ама да не се промениш. Затоа немаш резултати. Оти си инет и само работиш детски работи, и тоа се детски работи кои што ги решаваме на мастермайнд, затоа што на ова дете му се игра се уште програмирање, на ова дете се уште му се игра цртање, графички дизајн, UX дизајн, зекер дизајн, не знам, пломби, шестари, пегли, лонци, шерпи, тенџеринја. Значи, се она што ти е у оператива, се додека ти си се уште у оператива, ти во однос на фаза на бизнис си дете. Наместо да се бавиш со лидерство, комуникација, нетворкинг, системи, вовет на работно место, кариерен развој, како ова да биде јасно и предвидливо на твоите соработници, вработени или клиенти, наместо да креираш скалабилна понуда, наместо да креираш системи за сето ова да го промениш, се ова што го зборував и климаше со глава, да, треба, ти се бавиш со цртање и со програмирање. Ова е најголемиот проблем со сите нас. Што вели
ти го споменав upper limit книгата, односно господинот Гај Хендрикс, дека сите ние имаме горна граница. Оваа горна граница, за да ја надминеме, што мора да се случи? Кога се случуваат промени? Во мирно време, седиш ти дома и ти текнало, ај ќе ослабем 10 килограми, супер ти текнало. А ти стана од спиење ослабен, или мора да вложиш некој напор, или преку храна, или преку фитнес, за да дојдат резултати. Значи, мора ти да ја гурнеш таа граница и мораш најпрво да го промениш обкружувањето. Додека не го промениш обкружувањето, луѓето со кои што работиш, луѓето со кои што соработуваш, канцеларијата во која што си работаш, околината со каде што комуницираш постојано, се додека ова не го промениш, ти нема шанса да постигнеш 100.000 евра, 1.000.000 евра или што и да е понатаму. Зошто е прво важно обкружувањето? Затоа ти ga нацртав оваа скала. Ова дете од прво оделение, ако е се уште во занимална, ако во неговата училница има куп играчки, ќе биде ли сериозно некогаш тоа? Дека треба да чита, да пишува? Или тие игри ќе му го одземаат вниманието? Значи ти мораш да промениш училница каде што има кабинет или не знам што. Кога ќе бидеш во едно да речеме, па на факултет или не знам што, нормално е дека прво се менува околина, па подоцна стигаат резултатите. Стресно е, нервозно е, фрустрирачки е, збуневачки е, но на тој начин растеме. Ова е кога велат со луѓето кои што ги менторирам. Ако ги гледаш по подкастите што зборат, ми ја растори цела фирма, ме збуни, чувствував страв, несигурност, збунев бев, ама среќа менторот ми покажа како да дојдам овде, он знае кој чекор да го превземам најдобро, он знае да ме поттикне, он знае да ме спушти кога треба, он знае да ме гурне кога треба, он знае што е најдобро за мене, он знае дали треба да допрам или да прекинам, или да гурнам, или да чукнам, или не знам што. Затоа што јас за 99% работи сум глуп. За 99% за луѓето што го подразбираат дека е нормално, јас немам појма и сум глуп. Но 1%, моите 1% се насочени кон менторирање и помагање на предприемачи. Значи, за 99% јас сум глуп и неспособен. Немам појма, просечен, никаков. Но цел фокус, наместо да се трудам да бидам добар, супер на 100 места, јас се трудам само да бидам одличен ментор. Затоа нема 100 понуди, затоа нема 1000 понуди, затоа нема различни бизниси испоизмешано, затоа си има свекој на своје место и своја група, за да можам ласерски, многу брзо, многу едноставно да им помогнам на предпремачите. Знаем кој мисли го мачат овој, знаем кој мисли го мачат кој го е овој, знам кој мисли кога заработува до 100.000 евра, знам кои проблеми и кој мисли го мачат на 1.000.000 евра промет, добивка како и да е. Значи, секое ниво си има свој предизвици. Најголемите нервози, најголемата фрустрација, која што ја има човек, а се уште не заработува 100.000 евра годишно, е страв од делегирање. Број 1 страв, број 1 проблем е делегирање. Зошто му е страв делегирање? Затоа што поминал 5, 10, 20 години во програмирање, во цртање, во коење, во бичење, во сечење, во заебанција и сега него му е страв како да ја препушти работата на друг, плашејќи се дека нема да ја заврши како него. Супер, но тоа е во следна подкаст епизода. Значи, секоја граница која ја доаѓаме во животот, дали е тоа 30.000 евра добивка, 100.000 евра добивка годишна, дали се тоа 10 вработени, 100 вработени, како и да е. Момент треба да лансираме нов производ, некогаш треба да ограничиме. Значи, кога ние и да правиме промени, секогаш се соочуваме со неизвестност, фрустрација и страв. Што е поентата? Најчесто луѓето кои што заработуваат 30.000 евра годишна добивка, мислат
дека тој стрес, тој страв, тоа е непријатност, кога ќе им порасне бизнисот, или ќе заработуваат повеќе, или ќе имаат повеќе вработени, или ќе имаат повеќе клиенти, дека тоа чувство ќе го снема едноставно, дека нема да го имаат. Реалноста е дека тие чувства никогаш нема да ги снема. Дали заработуваш 10.000 евра годишно, 30, 100, милион, 100.000, 100 милиони, небитно. Тие чувства никогаш нема да ги снема. Никогаш нема да дојдеш во фаза каде што ти нема да се плашиш од промена. Што е поентата? Наместо да правиш отпор на промени, поентата е само да ги прифатиш промените и само да се сетиш. Океј, страв ми е, чудно ми е, непријатно ми е, се плашам. Ова е сосема нормално. Тоа значи дека растам. Ако во секој ден или барем еднаш во денот работиш со клиенти или што и да е, а не чувствуваш страв, неизвестност, треперење во стомакот, тоа само значи дека правиш нешто што си правел и вчера, и преминатиот месец, и минатата година. Тоа значи само дека не растеш. Ако ти не правиш промена, тогаш едноставно работаш нешто што веќе ти е познато. Штом ти е познато, не чувствуваш ништо, односно ти е нормално. Што значи веќе стагнираш. Што велат најчесто луѓето со кои што соработувам? Дека секоја недела им е специфична. Треба да почне да планира. Порано работел по 10 часа, сега му викам не ќе работиш 1 час на ден. Работел 7 дена во неделата, му викам не. Сега ќе работиш само 2 дена во неделата. До вчера работел и оператива, и лево, и десно, и 300 работи. Ја му викам не. Сега ќе работиш само едно. Или продажба, или маркетинг, или оператива. Не можеш трите работи. Кога ќе направиме промени, кои ќе му кажам, супер, од утре више не идеш на работа. Мора да се бавиме со други работи. Кога имам луѓе ќе имаат 50-60 понуди, како еве сега еден во групата на Mastermind, 54 понуди. Тоа се 54 различни целни групи, 54 маркетинг стратегии, 54 идеални клиенти, 54 начини на вовед на работно место, 54 различни клиенти, различна патокас, различни стратегии. Тоа е чудо. Кога имаш 54 различни понуди, ти не да си преоптеретен, ти не знаеш што ти се случува во бизнис. Логично е дека изработените и тимот е збунет. Логично е дека и клиентите некаде нема да добијат услуга. И логично е дека ти си под стрес и фрустрација затоа што не може кој да го пропрати твојот бизнис. И хендлаш као пожарникар. Што значи напредок? Поедноставување. Наместо 54 понуди, една скалабилна. И секој ќе му кажеш ти на клиента, еве, сега во моментот ми се случува со оваа група, кај што воведуваме промени. Јас му викам супер, ајде да направиме длабинска анализа. Ајде да видиме која понуда, колку пари носи, колку добивка, колку лесно е, колку има лесно доаѓаш до такви клиенти. Значи ни една одлука не ја носиме така партизански, туку све е базирано на добра анализа. Кога ќе направиме анализа и кој ќе ги оставиме само една или максимум 2 понуди, што прво се јавува кој тој соговорник мој? Ама знаеш, ама да не ги изгубиме клиентиве, ама сега и ова носеше пари, ама и ова, ама како, ама што? Дали ова непријатно? Дали ова храброст да донесеш одлука? Храброст е. Ама јас ти гарантирам дека токму тоа е местото на растење и дека ниту еден мој клиент без ова чувство на страв, несигурност, неизвестност, од друга страна доверба, дека нема шанса да растеш. Односно ќе идеш. Сега ти бираш. Дали ќе воведеш промени, дали ќе соработуваш со ментор и ќе се пријавиш здравје кога ќе имаме нареден пат циклус, а секако ќе те информирам од програмите, или ќе си тераш по свое, ти го знаеш одговорот. За крај, под ова видео имаш пишува newsletter пријава, кликни на линкот, пријави се. Оти секој месец, како што веќе знаеш, правам бесплатни тренинзи онлайн.
Повремено правиме и Q&A, значи одговарам на ваши прашања, но поентата повторно ќе кажам дека тоа е на менето имаат пристап, односно им праќам линкови за да можат да дојдат на кое време, на кое место, значи сите информации за времето, траењето, темата на овие состаноци, односно тренинзи, им испраќам и ги повикувам исклучително луѓето кои што се наоѓаат на мојата база, значи пријавени на newsletter, пријава, доколку сакаш во иднина да соработуваш со мене на платен или бесплатен начин, небитно, тоа е правото место каде што можеш да бидеш информиран. Прави промени, не му ја тупи многу, еден ден ќе жалиш. Не за тоа што си направил промени, туку за тоа што не си го направил кога си знаел дека е време да направиш промени, а не си го направил. Поздрав!